Ниту лекови, ниту контроли од лекар, фрлен во затворската амбуланта во Штип, осуденикот од случајот 27 април Александар Јаневски Тошта чека додина дисциплинска комисија. Затворските власти го третираат како бегалец, зашто не се вратил од слободен викенд, а тој бил задржан во Охридската болница поради зафат на срцето. Затворската управа не го зема предвид болничкото отпусно писмо од минатиот месец, во кое стои дека на Тошта му бил вметнат стенд на срцето. Сопругата Јаневска тврди дека Тошта требало да биде спроведен на постоперативен преглед во болница, но од затворот не направиле ништо. Уште го третираат како казнет, немаме никакви промени, не беше однесен на контрола, зашто пишува во отпусното писмо 7 дена да се после 7 дена на контрола, нит контрола е извршена, нит лекарства, јас му ги однесов во затворот. Од управата за извршување на санкции на Јаневска и одговориле дека нејзиниот сопруг не се третира како бегалец и не е во затворено оделение, туку во амбуланта. Таа раскажува дека поради ново вградениот стенд на срцето што му е 3 годинава, Тошта треба неколку часа да се движи, но од затворот не му дозволуваат, па не е јасно зошто никој не ја зема предвид неговата лоша здравствена состојба. Во амбулантата е сместен престојува, а шета во затворено го третираат како во затворен дел што се затворениците. Директорот на Штипскиот затвор Мики Тодоров во телефонски разговор за Алфа вели дека Јаневски не е во затворено оделение, туку во амбуланта. Потврди дека лекови и инсулин му набавува сопругата, а во однос на предлогот за дисциплинска не беше сигурен дали е за наводното бегство на Јаневски, кое се случило додека тој бил во операциона сала. Пред непол месец, кога Алфа првпат ја објави историјата за Тошта, директорот потврди дека тој е сместен во затворено оделение, согласно закон, бидејќи секој можел да донесе каква било документација и да направи злоупотреба. Александар Јаневски Тошта е осуден на 13 годишна казна затвор поради обид за убиство на тогашниот претседател на Алијанса на албанците Зијадин Села во нередите што се случија на 27 април во собранието пред неколку години.